Минатиот месец ги тестиравме услугите на пошта на Северна Македонија. Некои од писмата што ги пративме стигнаа за ден-два, но некои ги чекавме и 2 недели. Најзагрижувачко беше сознанието дека во 21 век пакет стигнува до дома по исклучок, наместо по правило. А да ме кажам, зошто до канцеларија не ни го донесовте? Не носате што не знам што тоа. Стотици граѓани се препознаа и ни испратија поплаки за услугите на пошта. Решениот пиом, пратено во мај лани, се уште не е донесено на адреса. Од Кина до Скопје 20 дена и од Скопје до Битола 25. Тоа не мора да го тестирате, сите го знаеме. Ние поштар со месеци не сме виделе, а не писма и пратки да ни пристигаат. Нашата сторија ја искористи и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики како аргумент за промена на бизнис моделот на пошта. Дури имаше еден прилог убав ден пред да почне предупредувачкиот протест и можат граѓаните да го најдат, мислам дека на интернет за ефективноста. Кога вие ќе добиете во град Скопје писмо, пошта 2 или пратка после 6 до 7 дена, тоа ти укажува колку е ефикасно и затоа луѓето не се склони да ја користат таа услуга кога има подобри и поефикасни начини на дистрибуција. Има ли и кој е планот за пошта на Северна Македонија? Булачани, населено место на падините на Скопска Црнагора во руралниот дел на општина Газибаба, на 15 километри од центарот на главниот град. Речиси секоја куќа има истакнато поштенско сандаче, но како што сведочат жителите, тие често остануваат празни. Најмногу се жалат на ненавремена достава на сметки. Не доаѓа на време, не доаѓа, многу касни. Треба до 20 да дојде, она доаѓа после први. И ние ќе закасниме со плаќање. 2 пати ми е исклучена струјата, ради што платени сметки ми каснат, таму он ме исклучуваат. Состојбата со доставата на пошта во Булачани е незадоволителна и покрај тоа што реонот има поштар, жител на селото кој не успеавме да го запознаеме. Соселаните сепак имаат разбирање за него. Поштарот не е многу паметен, да ти кажем, ама не знам што е работа со него, мислим дека чув дека не е пријавен, затоа не сака да... Он доста не служи, ама не е доволно. Ние за поштар немаме во село, имаме еден дечко што тоа носи, ама човекот не е вработе, не е осигуран таму. Може би поштарот не го гледаат често, барем не како разнесува пошта, но затоа велат дека приватните пошти им вршат добра работа. Забележливи беа по улиците низ Булачани и дента кога снимавме. Таа што е приватно брзо доаѓа и си ги носат кај што е адресата. Сепак, жителите бараат и државната пошта да си ја врши својата работа. Едноставно да носат сметки редовно како што треба, месец за месец, да не се останува со неколку месеца па да не можеш крај со крај да искочиш кој попрво да фатиш, дали од почеток или од крај. За да се увериме дека пошта, најблаго кажано, има проблем со доставата на пратките, не мораше да одиме до Булачани. Ова е една од најголемите урбани скопски општини – Аеродром. Бојан Тренчевски има мала фирма и големи проблеми со поштенската неуслужливост. Пратката стои 5 до 7 дена, необработена, па потоа пишува дека е доставена или, што не е точно, нели? Или пишува дека е пробано да се достави, па не ме нашле. Значи си добиваат во време, значи треба веројатно подобра контрола на тоа што го работат поштарите. Тренчевски ни раскажа повеќе случаи во кои трпел неговиот бизнис. Например, очекувал пратка со документи од општина Аеродром, но поминале речиси 2 месеца, а не добил ниту писмо, ниту известување. Отидов во општина и тие ми извадија тамо дека јас не сум сакал дека поштарот ми ја доставил до мене, меѓутоа јас не сум сакал да ја примам. Сум одбил да ја примам пратката. Што беше несфатливо, бидејќи јас барав одговор од нив и го очекувам одговорот, зашто јас би одбивал да го примам одговорот од општината. И тука го изгубив времето на жалба. Реагирал во пошта и бил изненаден како ја лоцираат одговорноста. Се обидов да им го предачам случајот дека имам проблеми. Тие чудно му се јавија на поштарот и ми го дадо на телефон, ја да сум се разбрал со него на телефон. За проблеми со поштенските услуги ни пишаа и од Кратовско Шлегово.
Кристина Иванова вели дека пратките од странство воопшто не ги добиваат. И исто така нарачки од AliExpress сопругот, пошто се бави со лов, порачуваше 2-3 пати му стигнаа пратките, после тоа ништо. Потоа барање поднесовме за тоа траки од AliExpress. Пратката му праќаат како пратена, у кој град пристигнало, до Скопје ја има пратката, после Скопје никако ја нема пратката. За обвинувањата дека поштарите не си ја вршат својата работа, од синдикатот на пошта велат дека не е секогаш поштарска вина, бидејќи условите во кои работат се лоши. Немаме доволно мопеди, немат велосипеди, немаме технолошки возила. Гледате самите, долги години немаме работна униформа, нашите поштари се непрепознатливи на терен. Покрај ова, Великденов вели дека на местото на пензионираните се ангажираат договорни поштари. Тоа би значило вршителна услуга, за нас тоа не е решение, бидејќи ние треба како што ќе имаме заминување во пензија, особено најсуштинскиот дел од технолошкиот процес, тоа е достават и поштаразесувачите, веднаш да се вработат поштари и да немаме прекид никако во тековното работење. Генералниот директор на пошта на Северна Македонија, Васко Стефанов, при снимањето на нашата претходна сторија, потврди дека пошта се соочува со проблеми во ресурсите. Зошто пакетите не ги доставувате до соодветната адреса, туку треба примачот да ги подигне самиот од пошта? Овде од повеќе аспекти не можеме да го доставиме, да ја доставиме пратката до конкретната адреса, бидејќи во нашите подружници ширум Македонија немаме доволен број на возила за да можеме испораката да ја вршиме на домашна адреса. Значи, имате проблеми во човекови и во технички ресурси? Апсолутно. Како и секаде, така и кај нас. Иако прашавме, од Стефанов не добивме поконкретни информации за тоа што се презема за да се подобри состојбата, освен дека треба да се почне со обнова на возниот парк. Откако проблематичното функционирање на пошта се актуализираше со нашата сторија, темата стигна и до седница за пратенички прашања во парламентот. Прашувам, кога поштата ќе ни биде вратена нам, на граѓаните? Владиниот тим ќе работи на изнаоѓање на системско решение кое што ќе треба да одржи, да обезбеди долгорочна одржливост на македонски пошти. Владата уште пред 2 години требаше да започне со реструктурирање на пошта, но тој процес речиси и да не е започнат. Сега раководството на пошта добило задача да достават предлог за веќе од јануари следната година да почнат со нов начин на работа. Беше изработена и физибилити студија. Тоа е истата студија за чија нарачка екс-генералниот секретар на владата Мухамед Зекири заврши на обвинителна клупа, осомничен дека при постапката го оштедил државниот буџет за 1,5 милиони евра. Според вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, судскиот процес ја забавил реорганизацијата во пошта. Но и покрај ова, вели дека студијата како документ име на располагање и таа отвора можности за јавно-приватно партнерство, целосна приватизација на пошта, но и насоки за внатрешна реорганизација. Увидува дека во нашата пошта има 246 типови на работни места, а според сите нови модерни начини на функционирање, за да една пошта биде успешна, треба да има 47 типови на работни места. Па така, реструктурирањето почнало од кабинетот на генералниот директор. И една категорија која што веќе ја направивме, увидовме дека имаше места, работни места, советници на генералниот директор. 18 на број. Ги намаливме на 2, а сите други беа распределени на други работни позиции кои што одговараат на нивните знања, вештини и образование. Нова систематизација вели дека треба да има и за другите работни позиции. Најголемиот недостиг од поштари ќе се надополнува од постојните вработени. Иако Битики вели дека не поддржува приватизација по секоја цена, сепак вели дека сериозно се размислува за таа опција, како и за јавно-приватно партнерство. Затоа веќе има заинтересирани компании, меѓу кои ги посочува Пошта на Словенија, Хрватска пошта и една приватна компанија од Данска. Следен чекор ќе биде одлуката која што сите заедно
луѓето, вработените во Пошти на Република Северна Македонија, менеджментот таму и владата ќе треба да ја донесат дали влегуваме следната година во процес на јавно-приватно партнерство, мора да има повик и тогаш сите овие контакти и заинтересирани компании кои што впрочем биле во иста состојба како Пошти на Република Северна Македонија низ годините, но покажале дека заради умешноста да се реорганизираат и реструктурираат, веќе се едни од битните актери во поштенскиот сообраќај во не само во регионот, туку во светот. На кое ниво ви е комуникацијата со овие фирми што ги спомнавте? Комуницираат сега, ние сме комуницирали и како влади, со ресорните министри, дека имаме заинтересираност, дека сме отворени да дискутираме. Понатаму, тоа е на ниво на менеджмент на компаниите. Веднаш по нашата претходна сторија на темата, владата ги задолжи сите државни институции да ги користат услугите на Пошта на Северна Македонија. Целта на чекорот е да се подобри тешката економска состојба во државната фирма. Но дали тоа ќе помогне за до изборот на соодветен модел за пошта да престане да важи новото поштарско правило? И да врне и да вее и бура да коси, поштар пошта не ти носи.